Освен звездите, политичарите, па дури и председателот Обама, од денеска на Твитер може да му пишете дури и на папата. Бенедикт 16 и официјално преку својот iPad ги благослови Твитер верниците во својот прв пост. Vatican officials showing him how to publish messages. Ecco qui. Ecco, noi siamo già fatto, quindi è stato già... Ватикан стана активен и на Facebook и на YouTube, а имаат и нов сајт кој е полн со вести од Ватиканската телевизија и радио. На Твитер се почесто и институции, а и влади. Од денеска свој Твитер има и руското МНР. Ќе објавуваат инфо и на руски и на англиски за се што работат. Социјалните мрежи вртоглаво се развиваат, сакаат да привлечат голем број корисници. Се покажаа како вносен бизнис и носат милиони, па трката по корисници станува безмилосна. Facebook го вработи најпознатиот американски хакер, а Twitter воведе и нова алатка – Twitter за новинари, со која сака да ги привлече новинарите. Се воведува и нова социјална мрежа – Google+. Нема да го убие Facebook, кој има 750 милиони корисници, но ќе успее да привлече голем број. Затоа што успеа да воведе нешто што на Facebook никако не му поаѓа од рака. Групна видеоконференција. И тоа со 10 луѓе истовремено. Како и новина, кругови на пријатели, при што комуникацијата со еден круг, другите пријатели не ја гледаат. Например, ако имате 5000 пријатели, комуникацијата со роднините ќе може да ја следат само членовите на семејството. Сепак, се што правите на интернет останува како трак. Приватноста е речиси невозможна, а тоа им е во прилог на владите и на компаниите. Google излезе со информација дека само минатата година Америка им доставила 10.000 барања за да добијат лични информации за лица, и тоа само за криминални истраги. Бразил е втората влада на списокот со најмногу барање до Google. Од останатите земји, Google лани добил 30.000 юзери инфопотраги од 26 земји од целиот свет. Светот стана претесен, секој знае се за секого, и тоа што треба, и тоа што не треба. Имате пријател во Америка? Нема проблем, во контакт сте секој ден, сите се на интернет. Но внимавајте, се што таму правите е достапно за целиот свет.